Почитувани добровечер. Во емисијата Став вечерва гостуваат Јанко Бачев, председател на Единствена Македонија и професор по меѓународно право, и Игор Златковски, председател на Општинскиот комитет на Единствена Македонија Куманово. Господине Бачев, добровечер. Добровечер. Добровечер и за вас. Добровечер. Ви благодарам што успеавте и покрај големиот број опрски да се ослободите и да гостувате вечерва во емисијата Став. Верувам дека со вечерашниот разговор ќе го задржиме вниманието на гледачите. Така, и ние се надеваме дека вечерва на интересни теми ќе го задржиме вниманието на вашите гледачи. Платформата на Единствена Македонија, насловена како Битка за Македонија, секојдневно се дели низ градовите во нашата држава. Господине Бачев, зошто Битка за Македонија и зошто според вас ребрендираната партија, сега Единствена Македонија, е единствена во секој поглед? Вака сега, значи ние овие месеци преземавме две многу битни активности од аспект на партијата, така што значи паралелно тераме реизбор во нашите општински комитети низ Македонија и така си зададовме еден рок до 31.12 да направиме генерален реизбор во 42 општински комитети на нашата партија и паралелно ги отвараме нашите општински простори, веќе дојдовме до бројката 18 општински штабови и до крајот на годината ќе ги покриеме останатите, а истовремено, како што кажавте, јас на 28 октомври, значи ја на пресконференција ја објавив платформата на Единствена Македонија, насловена како Битка за Република Македонија. Платформата е отпечатена во 100.000 примероци и сега секојдневно, како што кажавте, се дели низ Македонија. До сега поминавме во Битола, Прилеп, во Куманово бевме, во Неготино, во Гевгелија, во Охрид, во Струга и до сега се поделени околу 30.000 примероци од платформата и сега тука се дадени 10 стратешки определби во оваа платформа и како што кажавте, насловот според нас не е претенциозен и не е претерано ако кажеме дека можеби ова е последната битка за Македонија, бидејќи овие избори сега што следуваат за нас имаат историско значење, бидејќи на нив или ќе се зацементира сето она што го избриша власта во Скопје изминатиот период, или пак ќе победат патриотските и националните сили кои што ќе ја вратиме македонската држава назад како национална држава на македонскиот народ, нели со гарантирана положба на сите национални малцинства во земјата. Инаку содржински платформата содржи 10 стратешки определби. Тоа е значи така еден краток текст кој што ги дава, кој што е всушност нашата визија, нашиот план за едината на Македонија и тука ние значи еве најсумарно кажано кажуваме дека ќе го поништиме договорот со Грција за промена на името, понатаму ќе се поништи договорот со Бугарија со кој што македонците во Пиренска Македонија се бришат, понатаму ќе се укине двојазичноста, понатаму кажуваме дека Македонија ќе биде национална држава на македонскиот народ со гарантирана положба на сите малцинства. Исто така кажуваме дека ќе направиме попис со оглед дека во 2002 година пописот беше фалсификуван, со кој што албанците лажно беа прикажани дека се 25,17%. Исто така кажуваме дека ќе направиме ревизија и одземање на украденото во криминалната приватизација, бидејќи знаеме нели во таа приватизација 50 години назад сите работни луѓе го создаваат тој општествен капитал и во тој процес десетина одбрани транзитски бандити си го присвоија целото општествено богатство, а исто така ќе направиме ревизија и во постприватизацијскиот период, значи со еден збор одземање и конфискација на се што е украдено во изминатите 30 години од позиција на власт. Ова не е гола реторика. Јас само накратко ќе кажам дека бидејќи би одзело многу време ако детално би ги елаборирале сите тие 10 стратешки определби, јас само со еден збор ќе кажам дека овие се остварливи определби. Јас во мој колумни за еден портал веќе во 5 наврати образложив 5 од овие стратешки определби многу детално, така што еве најбитното што е за договорот со Грција, да кажам дека ова што го слушате од Заев, дека тоа е завршена работа, дека веќе договорот е непроменлив, тоа народот нека го заборави, не е точно, едноставно тоа е на голема лага, бидејќи овој договор може да се поништи, тој е спротивен и со домашното и со меѓународното право, бидејќи не е исклучен од надлежни органи, а исто така има недозволен предмет во тоа време, значи тој договор го подпише министерот за надворешни работи во име на владата, а според нашиот закон за ратификација и склучување
извршување на меѓународните договори, примерна надлежност има претседателот на државата. Значи волјата на Македонија да го смени името е изразена од невовластен орган и второ има недозволен предмет на преговарање, бидејќи според меѓународното право за име не може да се преговара. Името е прашање на внатрешните околности, а не на меѓународното право, така што Виенската конвенција детално ја има пропишано постапката како треба да се пониши тој договор и тука сега значи само треба на следните избори народот да не погреши и да дојде една влада која што има храброст и решителност да го поништи овој договор, да ја отпочне постапката, а ние сме спремни да ја отпочнеме таа постапка. Значи сите овие определби што ги има тука во нашата платформа, значи се остварливи и ние како единствена Македонија сме спремни значи тука да ги оствариме доколку народот ни укаже доверба. Во една ваша колумна прочитав една интересна констатација, едно ваше мислење, само македонците останаа без својата национална држава. На што се должи ова? Па тоа е резултат на тој капитулански рамковен договор од 2001 година, кој што е и до ден денеска, после колку веќе 18 години останува длабоко травматичен за македонската национална свест, бидејќи со тој договор тие одредби нели беа вметнати во уставот и фактички веќе Македонија стана една збирштина на заедници според уставот и сега што е поинтересно сите тие заедници, турска, арменска, влашка, таму што се наброени, српска, сите имаат своји национални и матични држави, а само македонците останаа без своја национална држава. А од друга страна еве едно од стратешките пределби кај нас е Македонија национална држава на македонскиот народ со гарантирана положба на малцинствата и тука не кажуваме не ништо ново, едноставно цела Европа, освен Швајцарија и Белгија, ама тие немаат автохтоно население. Тие сите останати европски држави се уредени, базирани на концептот на национални држави на соодветните народи, бидејќи така едноставно во сите тие европски земји, ако ги видите нивните устави, во член 1 секаде тие започнуваат дека се со референцата за мнозинскиот народ во тие држави. Затоа ние сакаме се вратиме Македонија да биде држава како сите европски држави, со тоа што значи ќе се гарантираат сите тие права на малцинствата според меѓународното право и како што кажав, ние го изгубивме тој национален субстрат со тој капитулански рамковен договор и затоа сега како што со овие определби, значи сакаме нашата држава да се вратиме во сопствена рација како македонци. Зошто единствена Македонија смета дека договорот со Бугарија е штетен? Договорот со Бугарија исто така е спротивен на меѓународното право, бидејќи сите меѓународни документи за човекови права гарантираат положбата на националните малцинства, на припадници на народи кои што живеат во соодветните држави. Таму со тој договор веќе едноставно македонците во Пиринска Македонија се бришат како македонци, не постојат, а тука веќе секојдневно гледаме на јавна сцена дека им се оспорени сите човекови права, имаат забрана за формирање на своји политички партии, не им се дозволува да излегуваат на избори и затоа ние тој договор што е склучен со Бугарија исто така ги повредува тие меѓународни документи и од тука ако сакаме ние да градиме тие пријателски партнерски односи, едноставно овие околни држави мора да ја сватат таа реалност за македонскиот народ. Одека би сакал само да се надовржам на ова на договорот за добрососедство со Бугарија. Како би бил тој договор за добрососедство и за какво добрососедство ние зборуваме кога и самиот договор е подпишан на јазик спрема уставот на една држава. Значи не се ни споменува јазикот, што значи јасна е определбата на бугарската држава за негирање на македонскиот јазик и за негирање на македонскиот народ и нацијата воопшто. Тука нормално, како што рече професорот, спаѓаат и нашите македонци во Бугарија. Ние одиме во Бугарија, често одиме во Бугарија. Нормално тука е наш сосед, а знаеме колку многу луѓе има таму. Само еден пример да дадам. Во Пловдив, кога бев 2018 и 2019 на фестивалот, рок фестивал таму се одржува секое лето, можам да ви кажам слободно дека во Пловдив проценка на луѓето што живеат во Пловдив вела дека има отприлике помеѓу 30 и 50 илјади македонци. И не само тоа, тука задира и малку подлабоко во идентитетот на македонците, бидејќи се успорува целата историја и сега гледаме некои така наречени експерти, историски експерти и некои мешовити групи кои што политички ќе сакаат да ја направат историјата. Ќе ве молам, заре можеме да се дозволиме на себе политика да се меша во историјата? Историјата може да се напише само врз база на факти и ништо повеќе.
А овдека сакаат некако на некој начин да ни наметнат некоја нова вештачка историја, со што нормално треба да се уништи една цела цивилизација, што не само на Европа, туку и на светот им дал еден концепт на државно уредување уште од пред 27-8 век. Така, пред малку го спомнавме, господине Бачев, пописот. Значи, планираниот попис за април 2020 е пролонгиран за една година. Зошто на Македонија е потребен на Македонија попис како прво и на кого нема одговара попис? Па века на Македонија е суштествено потребен еден реален попис кој што ќе одрази значи правилната состојба на етничкиот состав на населението, иако за жал сега кај нас пописот добива една друга димензија, бидејќи во сите нормални држави пописот е обична статистичка операција со која што треба да се планира развојот на државата. Меѓутоа тука кај нас е тоа суштествено прашање, бидејќи од тој фалсификуван попис во 2002 година се изведени одредени проценти врз основа на кои албанското малцинство во државата ги стекна тие прави. Иако гледаме деновиве, нели тој најново што се случуваше во театарот во Скопје, тие иако бараат секој ден нови и нови права, едноставно има права кои што не одговараат и на нивното цивилизацијско ниво. Меѓутоа имавме такви власти во државата кои 20 години, 30 години се лигават на албанските партии само за да прават коалиции, да бидат гола власт од нив и им ги задоволуваат сите тие барања. Меѓутоа, ние суштествено за нас е да направиме еден реален попис, бидејќи пописот во 2002 година е фалсификуван и тука сега да не излезе дека тоа е така празни зборови, да кажем дека нашата партија 2009 година има поднесено и кривична пријава за фалсификуваниот попис, меѓутоа таа кривична пријава веќе 10 години стои закочена во обвинителските фиоки, и не таму понудивме конкретни докази од кои јасно се гледа дека тој процент е измислен во тоа време се со цел за да можат албанците да ги остварат тие права, бидејќи доколку се само на 20% од населението и реалната бројка според нас некаде околу 15%, и затоа ние сега треба во Македонија да направиме се за еден реален попис кој што реално ќе одрази тој етнички состав на населението во државата, бидејќи тука еве само еден момент да кажам дека бидејќи цело време кажувам за фалсификуван попис, пример во тоа време колку се сеќавам, ако направиме една споредба од 94 година кога беше предпоследниот попис и 2002 година од последниот попис, значи за период од 8 години населението се зголеми за околу 86.000, од кои што сега внимавајте добро, некаде околу 69.000 се албанци, околу 2.000 македонци и околу 14.000 другите срби, турци, роми, боши. И сега замислите за 8 години, значи населението во Македонија годишно некаде растало за околу 8.500 албанци, а само околу 350 македонци во тоа време, а пописот се правеше на популација на околу 1.300.000 македонци и околу 400.000 албанци. Или еден сооднос се правеше во тоа време, имаше една апсурдни бројки дека произлегува дека во тие 8 години од 2004 до 2002 на едно родено македонско дете се раѓале дури 35 албански деца, што е надвор од здравата логика, од здравиот разум. Така да во таа кривична пријава ние имаме многу квалитетни докази и факти дека тој попис е фалсификуван и затоа сега очекуваме, меѓутоа гледаме дека властите веќе неколку пати пак го одлагаат, го пролонгираат пописот, пак се прават тие политички калкулации. Иако пописот не треба да биде предмет на такви политички пазарени калкулации, меѓутоа ова реален попис пак останува обврска на една нова власт, нова легална власт која ќе дојде во Македонија после локалните избори, која што ќе има храброст да го направи тоа. Господин Златковски, еве во врска со пописот. Да, тука можам да се надоврзам баш и тоа и како сум еден личен пример за фалсификување на пописот. Бидејќи во 2002 година не живеев каде што сега живеам, туку живеев на улица Жикица Јовановиќ Шпанац, што е над Пазарче, некаде отприлике околу 200 метри под амбуланта, што е во диво населје. Значи, тука живееме тука се 5 згради, стамбени згради, со отприлике околу секоја зграда има 30 стана, значи зборуваме веќе за една добра бројка од 5 по 30, 150, по просечно нека има 4 члена секое семејство, значи за околу 600 луѓе. Кај нас не дојде пописна комисија, значи во мојот стан дефинитивно не дојде ниту кај комшиите со кои разговаравме, но дознавме дека апсолутно сите сме попишани како албанци. Иако
само во мојата зграда немаше, ама апсолутно ниту еден единствен стан кој што беше населен од македонците од албанска етничка припадност. Значи, никој апсолутно никој не беше попишан. Тоа е една работа. Друга работа што за пописот што можеме да кажеме, тој веќе не е само статистичка категорија за нас. За жал веќе зборуваме и за државно уредување, бидејќи преку процентот се дефинира и Македонија како некоја мултикултурна хибридна творевина, некој покус што треба да се направи на Балканот, и за жал ние сме секогаш одберени како таа покусна група, и треба да се каже и да се види навистина колку сме луѓе. Ние зборуваме сега, има многу податоци за една фолклорирачка маса од албански државјанства кои што има тројно всушност државјанство во Србија, сегашно Косово, Албанија и Македонија, дека отприлика околу 150.000 државјанства се поделени тек така, и кои што во зависност од изборите во едната, другата или во третата држава доаѓаат само за гласање и никако на друг начин не пристојуваат тука. Како иначе би можеле да го на некој начин да го поддржиме фактот за 1,8 милиони гласачи спрема последниот избирачки список сега што беше баш оваа година за претседателските избори, ако се знае дека гласат само полнолетни граѓани, што значи приближно околу 3/4 се луѓе кои што се гласачи. Врз основа на таа логика и обична една математичка равенка се доаѓа дека Македонија треба да има 2,4 милиони жители, што е неможно. Особено со оглед на на масовните исселувања последниве или години, последнава деценија може да се каже. Да, затоа еден здрав попис не е потребен, но за жал не само статистички гледано, туку и да се види какво тоа државно уредување ние имаме. Господине Бачев, зошто единствена Македонија е против членството на Македонија во НАТО? Сметате ли дека со вашите активности ќе успеете да го спречите влезот на државата во Евроатлантската алијанса? Па ние, кога отпочна тој процес, кога веќе најавите дојде од тогашната таа нова власт која дојде, дека ќе преговара за промена името, и ние во рамките на Македонија блокира така како единствена Македонија со останете 84 граѓански организации одземати од странство, речиси 6-7 месеци ги поминавме по плоштадите и по улиците со блокади и со протести низ Македонија. Сега од таа наша активност ланската година, значи јавноста запозната е, за референдумот успеавме, бидејќи референдум беше неуспеш, но за жал за да спречиме промената на името не успеавме. Уставните измени поминаа во собранието, меѓутоа сега таа борба продолжува во Македонија, бидејќи како што кажав, со тие промени едноставно не избришаа како македонци името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Тоа трио, гледате, Заев, Шекеринска и Димитров, од некои своји собствени побуди, причини го направија тоа што го направија, меѓутоа сега останува на нас како македонци, можеби последна шанса за нашата генерација да пробаме да го поништиме сето тоа. Сега што кажавте околу НАТО, тоа општо веќе се гледа дека тоа е една геноцидна организација која што направи многу војни по светот, и тоа веќе не ние како единствена Македонија кој тоа го кажуваме веќе со години дека сме против НАТО, веќе гледаме и сами и највлијателните членки на НАТО даваат песимистички вака изјави за самата таа организација, почнувајќи од најмоќниот американскиот президент Трамп, бидејќи таму Америка е водечка земја во НАТО, па понатаму со францускиот исто така, Франција влијателна земја, Макрон, кој што фактички веќе го опише НАТО како во клиничка смрт, дека е, а тоа значи дека е пред распаѓање, значи самите они веќе кажуваат, така да тие нови геополитички поместувања во светот, што за нас е посебно битно и тука во регионот, многу брзо ќе дојдат, така што ние очекуваме значи некои други констелации на тие меѓународни сили тука во државата. А НАТО гледаме, кога веќе се распадна Варшавскиот договор, гледаме дека нема никаква потреба од негово постоење, бидејќи едноставно што прави војни по светот, каде што се убиваат така милиони луѓе,
и од тука за нас како македонци пак ние имаме дополнителен мотив. Гледате, условот за членство е да се обезличиме, да се укинеме како македонци. Тоа беше единствениот услов. И затоа ние немаше да бараме во организации кај што во овој 21 век сакат да збришат цел еден народ од светската мапа на нации, а токму тоа не се случува. Сега со НАТО горе доле параметрите кажуваат дека и со судбина чека Европската унија, без разлика што ние гледате, ние сменивме, значи се откажавме од се, и од името, и од идентитетот, и од историјата и традицијата, а за некој е идно ветување дека ќе станеме членка на Европската унија после 20 или колку кусур години, а прашање до тогаш таа Европска унија до тогаш дали и ќе опстане. Така да, значи, едно целосно промашување на домашен и на дворешен план од актуелната власт, слаба проценка, биде гледате, се променивме, на крај излезе дека сето тоа било за ништо, а направена огромна штета на македонскиот народ. И затоа ние како единствена Македонија, како нова легална власт, очекуваме на или било која народна власт која ќе дојде после следните избори, очекуваме, значи, таа постапка во однос на НАТО да ја ревидира и ние нема што да бараме во НАТО како македонци. Која е алтернативата? Што нудите вие? Што Па ние, колку што е познато во јавноста, ние пред некаде 2 години промовиравме еден нов пристап во нашата надворешна политика. Ние промовиравме пристап за соработка со Русија и соработка со организации како Евразиската економска унија. Сега таа наша определба низ Македонија донесе многу позитивна поддршка од населението, бидејќи ние секојдневно сме на терен со државата, значи народот позитивно гледа на таа наша идеја. Меѓутоа, СДСМ и ВМРО ДПМН, кога имаат заеднички интерес да спречат, да кажеме, партии кои што можат да им наштетат на нивната ова состојба што имаат воспоставено 30 години сами меѓу себе да се менуваат на власт, еве Заев сега најстркен ќе биде, да направи една мала дигресија, најстркен ќе биде ако ги изгуби изборите, пак да победи ВМРО ДПМН. Тоа ќе биде најстркен, значи да продолжи тоа нивно менување на власт веќе 30 години во кој што го крадат, лажат и ја растураат државата, така што ние промовиравме еден нов пристап, меѓутоа таа специјална војна што народот не ја гледа во заднина, почна да не прави голема штета, не обвинија дека сме русофили, дека сме проруска партија, дека зимаме пари од Русија. Еве денеска гледаме, не излезе ништо на виделина како точно, значи тоа била една специјална војна и јас вечерва тука сакам категорички да кажам дека ние нити сме проруски партија, нити прозападна партија, едноставно ние сме македонска партија, автентична македонска опозицијска партија со македонски со заштита на македонски национални интереси. Меѓутоа ние промовиравме пристап дека светот не завршува во Брисел и во Вашингтон. Светот е многу поширок и затоа ние се залагаме за соработка со Русија, дотолку повеќе што Русија 30 години не го доведува во прашање нити нашето име, нити нашиот идентитет, нити историјата, нити традицијата на македонскиот народ. Значи една голема велесила растечка, исто така промовираме соработка со тие земји таму како Кина, што е земјите на БРИКС. Така што значи едноставно промовираме соработка со држави и сојузи кај што не прифаќаат како македонци. Меѓутоа, таа специјална војна, како што кажав, ни ја наметна и јас тогаш го повикав лично и Заев и министерот за внатрешни работи, кога јас би бил на ваше место, ако знам дека некои странски држави им даваат пари, ја веднаш би го опсил. Бидејќи според македонските закони јасно е кажано, ниедна партија не смее да прима пари да се финансира од странски влади или од странски организации. Меѓутоа таа била наменска кампања со цел да не оцрним, па понатаму имавме во партијата некои уфрлени така луѓе кои што еве нас не се случува сега како 90-та година во ВМРО ДПМН, кога тогашната служба за државна безбедност или уфрлеше наменски луѓе во партијата и нас тоа не се случи за да се оцрни таа идеја и тие луѓе почнаа да дават некои екстремно така и некои екстремни изјави во смисла да подгреваат лажни очекувања на народот. Почнаа да шират гласини дека малтене русите тука се некаде во Србија на Дунав, ќе дојдат со тенкови, ќе дојдат со топови, ќе ослободуваат Македонија. Сето тоа за да не оцрне. А нашата смисла на таа идеја беше значи да покажеме дека постојат модели, концепти во светот кои што се поразлични од постојните и да има една соработка во таа смисла, бидејќи погубна е таа политика за Македонија уште која воспостави покојниот Киро Григоров 90 година, единствено Македонија светот го виде до Брисел и до Вашингтон. Тука за нив завршува се и со го права сега актуелната власт, така што нашата беше таа ориентација да покажеме, не дека не сме некоја русофилска партија, дека не финансираат од Русија, дека странски пари доаѓаат од Русија. Тоа е категорички тврдам дека не е точно. Да, ако може само пак. Значи баш да се надоврзам во овој контекст. Значи, точно дека единствена Македонија го даде прогласот пред некаде година и пол, две. Сега издадовме оваа платформа на
Единствена Македонија како битка насловена како битка за Република Македонија ќе следува и програмата која што детално ќе ги образложи сите овие точки. Но е многу интересно тоа што дури што никнуваат нови овие политички партии, пак никако не може да ја согледат вистината, да никако не може да одат со тек на времето, да ги согледаат работите дека геополитичката реалност не е она што беше од пред 30 години. Значи, со падот на биполарниот свет, од кај што имавме нели НАТО пакт и Варшавски уговор од другата страна, и едно движење на неврзани, светот многу се промени. Имавме еден светски полицаец во ликот на Соединетите Американски држави, кој што не е ништо, НАТО не го користеше за ништо друго како една ударна песница на империализмот, каде што имавме цели 25 години еден униполарен свет, значи нов светски поредок што е уште направен од трилатералата. Сега, во овое последно време, во последните 5 години се ствара мултиполарен свет. Значи, тука веќе нема да имаме една светска сила, нема да имаме ни две светски сили, туку неколку светски сили, регионални сили и сили кои што ќе му направат на некој начин трајна стабилност за светот. Никако не можам да разберам како може и денеска главниот стратешки партнер на Македонија да биде Вашингтон и во економска улога да биде Брисел. Веќе ние зборуваме, значи, за една светска сила ќе си остане Соединетите Американски држави. Во каков формат ќе излезат Соединетите држави ќе видим. Да, дефинитивно Европа како Европска унија нормално ќе си има своји играчи. Моментално Велика Британија излегува од Европската унија, бидејќи види дека и Европската унија е гнила малку и не се направени тие принципи на Шуберт, основачките принципи не оди по таа логика, туку се враќаат на бришење на некои граници и промена на етничка структура, па дури и религиозна структура внатре во Европската унија, но тука Русија се враќа на голема сцена. Ја имаме Кина, но се повеќе и повеќе дури ја имаме и Индија. Значи, светот не завршува во Вашингтон и во Брисел. Ме чудат, значи, овие нови стварно политички партии кои што велат дека ќе донесат некоја промена во Македонија, а нивната програма не мрдна, ама апсолутно во никаков друг алтернативен правец, освен дека мора да биде стратешки партнер со Соединетите држави и мора да биде Европска унија по секоја цена. Не мора да биде, зошто да биде? Караванот на Единствена Македонија помина во повеќе градови, меѓу кои во Куманово. Вие сте избран за председател на општинскиот комитет. Кажете ни како помина изборот, ја добивте ли целосната поддршка од вашите членови? Па да, значи имавме една конвенција на која што бев избран за председател на општинската организација, општинскиот комитет на Единствена Македонија. Нормално тоа се случи акламативно пред колку беше пред месец и пол некаде отприлике. И од тогаш наваму имаме редовни состаноци. На првиот состанок се избра членовите на општинскиот комитет и сите оние пропратни органи што се потребни за функционирање на една партија. Во Куманово можам да кажам дека има особен интерес за Единствена Македонија, бидејќи народот препознава дека имаме нешто автентично, нешто ново на политичката сцена, што е тотално различно од сите други. Баш ова е како континуитет на претходното прашање, да можам да се довржам. Значи, ние сме отворени на нашите состаноци, инаку седишто на партијата се наоѓа на улицата Моша Пијаде, веднаш под Халк банка, од лева страна, лесно препознатливо. И сме отворени на тие наши состаноци да доаѓаат и луѓе кои што и не се членови на
Единствена Македонија како гости да видат за што се збори, значи какви се принципи на работата, дека ние сме малку поразлични од сите други, значи воопшто не интересира елитизма што го прокламираат двете партии што се моментално на власт, бидејќи тоа се едно, тоа воопшто не е различна партија, тоа е едната иста партија. Баш со средби со граѓани и пределењето на платформата, видовме дека дури и граѓаните од други национални заедници се заинтересирани за она што представува единствена Македонија. Значи, тоа е битено на поривот на македонецот, но и на сите останати, да видат дека ние сме навистина нешто друго, нешто автентично, нешто што ќе го препознаат луѓето, што ќе сакат да го видат, без да го наметнуваме, без да даваме предимство на сите оние кои што по род или некако на некој нивен чуден начин заслужуваат да бидат на тие позиции. Единствена Македонија се гледа себе како една популистичка партија, која што со текот на времето ќе си дојде на власт и ќе си ги преземе сите оние работи што треба да ги преземе за да се води една држава. Многу интересна работа за Македонија е тоа што всушност ние никогаш немавме неизградена вистинска демократија. Далеку од тоа да имаме прав демократски систем, 30 години владеат едните исти луѓе и неверојатно е што може тие нешто уште ново да земат да понудат и сега како се нудат на емисии на избори и на соочувања дека ќе дадат нешто ново. Кој ќе даде тоа нешто ново? Кога едните исти вечити парламентарци и вечити министри се седат во едните исти фотели и гледаме дека никогаш ни еден политичар не одговара за апсолутно ништо што се случило во државата. Како што реков, значи ние немаме една класична демократија, туку имаме повеќе некако како повеќе партиска клептократија како систем на владење во Република Македонија. Но да се навратам на Куманово. Куманово како Куманово е докажан град како револуционерен град, нели? И можам да кажам дека имаме и луѓе доволно способни, доволно честни, без некаков багаж, да може да ги истераат оваа пресудна битка за Република Македонија. И сум сигурен, не мислам, не дека се надевам, туку сум сигурен дека граѓаните на Куманово ќе препознаат во единствена Македонија она што е вистинска партија и ќе го дадат својот глас на првите следни избори. Господине Бачев, посетивте повеќе градови, ја делевте платформата, се сретнавте и разговаравте со повеќе граѓани во целата држава. Што е она во разговорите со граѓаните, што е она што најмногу ги мачи граѓаните? Па ние и како ги убедувате да ја дадат поддршката токму за единствена Македонија? Ние, значи, како што спомнавте во емисијата, веќе поминавме неколку градови, меѓу кои Куманово, значи најдуваме на одличен прием кај граѓаните, гледаме дека масовно ја зимаат платформата. Еве во Куманово, да спомнам, тука поделивме некаде околу 5000 примеровци, кога бевме тој ден кога беа наши штандови поставени во градот, најдуваме, значи, на голем. Еве последно бевме во Струга, дури не е претерано да кажам дека Стружјаните таму отворено и порачаа дека единствениот спас го гледат во оваа платформа, бидејќи тука има една точка која што директно се однесува на Струга. Кажуваме дека ќе ја вратиме територијалната поделба на државата пред 2004 година, бидејќи знаеме со таа територијална поделба Струга стана и Кичево стана доминантно албански општини, фактички ја изгубија својата суштина. Така што, значи, ние секаде најдуваме на одличен прием, луѓето ни даваат поддршка и само останува сега таа психологија што е наметна овие две партии 30 години, бидејќи 30 години лажат и едноставно луѓето сега ние дополнително ги убедуваме дека најпосле има луѓе кои што се спремни да го остварат ова, да работат за интересите на овој народ, бидејќи знаете се во овие 30 години така политиката е сериозно девалвирана. Едноставно ве прашуваат луѓето, ама како да ви веруваме, како вие ќе бидете поразлични од другите. Затоа ние сега кажуваме на овие избори народот мора да бара од секој кандидат да ја изложи својата биографија.
Значи нека се види во овие 25 години, нека ги изложат своите биографии да имаат јасна слика. Народ бидејќи еве ние конкретно сме изложени сега на една невидена специјална војна што ја водат ВМРО, ДПМН и СДСМ против нас во заднина. Еве нас да кажеме не се затворени сите национални телевизии. Дури јас сум единствен председател со, пазете се, внимавајте, со официјална забрана за настап на националните телевизии после моето гостување пред година и пол дена последно беше на Канал 5, каде што после се најдоа изговор овие национални телевизии дека во таа емисија сум ги навредил албанците и Меркел и овој Јункер, европски овие бюрократи, значи и излегува со соопштение со официјална забрана. Тоа беше невиден скандал за едно демократско општество, така што сега нас не останува теренската работа, повеќе и социјалните мрежи. И затоа кажувам дека ние секојдневно сме на терен низ Македонија и народот има одличен прием, одлична прием оваа платформа и затоа ја насловивме како битка за Република Македонија. И сега останува детално преку непосредни разговори и детално да ги изложиме нашите биографии пред луѓето за да видат во крајен случај треба да не бираат на следните избори, а тука е нашата предност бидејќи на сите тие наши луѓе кои што ние планираме да бидат, да ги представиме пред народот, се луѓе кои што се реализирани во своите професии, луѓе кои што немаат ниту една дамка, ниту една афера во своите професионални и работни кариери, за разлика од сите овие што ги гледаме 30 години, кои што се менуваат од една во друга политичка опција, ние константно останавме на нашите пределби и затоа сега јас често пати повторувам дека народот едноставно не смее да погреши на овие избори, и прашање дали ќе имаме некоја наредна шанса, бидејќи ако остане оваа власт и некој нареден период, тогаш веќе после 4, после 8 години едноставно секој се заборави и ќе се остане оваа работа. Затоа ние сме силно убедени дека овие определби се достижни и се остварливи и ние ветуваме дека ќе го оствариме. Дури на крај, еве тука кажуваме дека за да бидеме што поприфатливи од народот, кажуваме дека се заветуваме пред еве за тие луѓе што се не веруваат во Господ, што се атеисти, викаме се заветуваме пред природата. Они знаат што е природата. Тие луѓе што се верници, викаме се заветуваме пред Господ. И потоа пред македонскиот народ и државјаните. Едноставно викаме со овие определби се заветуваме пред природата, Господ, македонскиот народ, државјаните на Македонија дека нема да отстапиме, дека ќе ги оствариме. Значи даваме едно ветување пред народот дека сме спремни да го оствариме ова, бидејќи ова сега што ќе се случува на наредните избори, ова не е битка за власт, ова не е битка за лидери, не е битка не за Јанко Бачев, јас сум небитен. Ова е сега битка за опстанок на цел еден народ. Ова е света должност за секој македонец сега на овие избори кои што следуваат и затоа ние Македонија мора да победи. Ние оваа битка мора да ја победиме затоа што сакаме да останеме своји на своето како македонци. И јас верувам дека значи на овие избори од историски карактер, без разлика дали ќе бидат во април, тоа не менува ништо, дали ќе бидат во април или ќе бидат во октомври за 2-3 месеци, гледам се дека голема фама околу тоа дали ќе се одржат, нема се одржат, тоа воопшто не е битно. 3 месеци не менуваат ништо. Значи битно е, суштествено е на овие избори да победат националните и патриотските сили кои што ќе се ја вратат македонска држава назад во своји раце. Господине Златковски, еве кога веќе ги спомнавме предвремените парламентарни избори, помалите политички партии во принцип се за промена на изборниот модел. Кој е вашиот став? Па да, во суштина сме, зошто бидејќи во светот, нели, во парламентарна демократија, а постојат неколку модели, изборни модели што можат да земат да се согледуваат какви се што све и какво значење имаат. Значи мнозинскиот изборен модел наполно го отфрламе сите и значи секој демократ во Македонија може да го отфрли тој изборен модел, а ќе ви кажам и зошто. Значи доколку имаме, а така се вели дека имаме 1,8 милиони избирачи, поделени на 120 изборни единици, тоа доаѓа од прилики околу 15.000 гласачи по една изборна единица. Што значи со едно ниво на излезеност како што го имаме, ќе излезат во секоја изборна единица не повеќе од 10.000 гласачи. Што значи тежина на еден пратеник ќе биде од прилики околу 4 до 5.000 гласачи, не повеќе. Таков изборен модел не може да гарантира никаква застапеност, правична застапеност на избирачите, бидејќи самиот пратеник нема да има некоја тежина, нема да има доволен број на гласови, од каде што ќе го црпи тој легитимитет. Што значи мора и едноставно нема друга алтернатива за Македонија,
за изборен систем отколку оној што веќе го имаме. А тоа е пропорционален модел, но не во раштркан така да се направат 6 изборни единици каде што поголемите политички партии ќе имаат апсолутна доминација. Кога ќе направите еден збир, Единствена Македонија очекува доволен број на гласови, да има повеќе представници во парламентот, ќе видите дека без разлика дали се зборува за една изборна единица како територија на Република Македонија или за било која од 6 изборни единици, со процентот на излегување на сите гласачи потребно за да имате еден пратеник во собрание е отприлике некаде бројка која се движи од 8 до 10.000 гласови, за да можете да имате еден пратеник. Но истата таа бројка, значи, е и за една изборна единица, како Република Македонија, и за секоја изборна единица поединечно, доколку ги имаме овие 6. Помалите политички партии не можат секогаш, секаде, во секоја изборна единица дојдат до таа бројка. Но на ниво на држава, доколку имаме една изборна единица, секако дека ќе дојдат до тие бројки. Ако ги анализирате бројките од 2016 година, значи и доколку го имавме пропорционалното изборен модел на една изборна единица, поголемите политички партии ќе изгубеа туку точно 48 и 47 по Донтов модел, значи би изгубиле 3 и 2 5 пратеника, а тие пратеници би отишле на контото на помалите политички партии, бидејќи таму имавме неколку групации кои што освоија над 10.000 гласови, а не добија ниту еден представник во парламентот, што само по себе значи дека сите тие луѓе што гласаат, ако ќе ги за помалите политички партии, а не зборуваме за мала бројка, ќе дојдеме до една бројка од отприлике 100.000 гласачи кои што немаат свој представник во парламентот. Кога ќе видиме дека оние сите што имаат представник во парламентот имаат некаде вкупно околу 900.000 гласови, тогаш што е со сите оние помали? Значи, зошто да немаат свој представник? Од тука и заложбата на Единствена Македонија да територијата на Македонија, на Република Македонија, бидејќи ние не сме голема држава, биде една изборна единица и гласачите да можат да се изјаснат по пропорционален модел. Сега тука има помали или поголеми финеси, дали тоа треба да се остане Донтовиот метод кој што е некако најрамномерен, кој ниту ги фаворизира големите партии, ниту ги фаворизира малите партии. Тоа е метод на количници, но имаме и уште два други методи на количници кои што се интересни за анализа, па доколку збориме за Вебстеровиот Сен-Лаги модел, тој ги фаворизира помалите партии. Нормално дека тој на нас би ни одговарал, за да можат да дојдат до повеќе пратеници. Значи тогаш, ако пак ги анализираме оние резултати од 2016, тогаш поголемите партии би изгубили уште по 2 пратеника, помалите би добиле на нивна сметка поголеми, но има еден Хатингтон Хил модел кој што пак ги фаворизира само големите партии. Но не е лошо да се погледне и уште еден метод за анализа кој што го имаме, тоа е еден метод на остаток, кој што од прилике би ги навива повеќе за помалите политички партии. Во секој случај, без разлика на која подметода ние ќе одиме, на Единствена Македонија не само што е одговорен, туку и се залага за пропорционален модел со една изборна единица. Господине Мачев? Еве, јас тука само би дополнил, значи се води сега таа дискусија, значи дали ќе биде една изборна единица, иако нали еве кажуваат сите дека тоа дава најоптимален сооднос меѓу освоените гласови и
пропорционалниот модел со една изборна единица као најоптимален модел со однос меѓу освоените гласови и добиените пратенички мандати. Меѓутоа јас сакам тука да наметам една друга посуштествена тема, значи за нас како единствена Македонија сега не е суштествено да се добие еден или два пратеника. Значи ние сега сакаме една бројка, еден квантум на пратеници, не велам дека тоа ќе биде 61 да се освои власта, меѓутоа еден број на пратеници со кои ќе покажат како се работи за националните и државните интереси во собранието. И ако ние тоа успееме, ја верувам дека на следните избори, кога народот ќе види како работат нашите пратеници, на следните избори што доаѓаат, ја верувам дека единствена Македонија ќе стане владачка партија во државата. Сега не треба квантум на пратеници кои што ќе покажат како се води битката. Да имаше наши пратеници во собранието, јас гарантирам дека Талат Џафери немаше да биде избран на таков каубојски начин како што беше избран во собранието, бидејќи седницата беше прекината, салата требаше да се напушти и таму ако требаше по секоја цена ние ќе го спречевме. Сега може би имаше и немили сцени, меѓутоа ја гарантирам дека да имаше наши пратеници таму, тој избор ќе се спречеше, бидејќи беше нарушен и уставот и деловникот. И до ден днеска нема ниту записник. Па вие во местна заедница кога бирате председател има записник, не па председател на собрание. Значи ние сега тоа ни е наш целта, иначе ако е за еден пратеник, ја утре да отидам со Заев, со Мицковски се договорам, ќе ме стават на листа на добитно место. Гледате, таму има по 20 сателитски партии и чии председатели, кој е директор, кој е пратеник, кој е функционер, значи нашата цел е многу повисока. Значи нашата цел е повисока од голата власт. Ние сме цврсто решени да ги оствариме овие определби. Нас не ни треба сега веќе таа гола битка за власт за Македонија. Затоа без разлика добро ако тој е во последен момент се промени тој изборен модел, меѓутоа како што кажав, значи нашата битка е да се остварат поголем број на пратеници кои што ќе влезат во собранието и ќе водат секојдневна битка да се остварат овие определби. Така што значи а за тоа не треба значи поголем број на гласови, така што и една била и ако остане ова, значи нашите очекувања се многу поголеми на овие избори од така што ги гледаме тие некои нели партии што кажуваат дека малите по еден по два пратеника, така да што тоа еден или без еден не игра нас воопшто нека голема улога. Господине Бачев, во пресрет на предвремените парламентарни избори, дали единствена Македонија има разговори, преговори со одредени партии за заеднички настап на изборите? Па еве ние тука во нашата определба во еден на реченици кажуваме дека како единствена Македонија е подготвена за соработка со партии, со здруженија, со поединци од земјата и од странство. Бидејќи ние сега во овој момент сме длабоко убедени дека на Македонија не е треба некој обединување, некоја соработка врз основа на лидери или партии, него сега на Македонија е треба обединување врз основа на платформа со јасни определби со кои што ќе кажеме пред народот кои се нашите залагања. Ние ја објавивме нашата платформа во Македонија, веќе се делени за Македонија и од тука за секој за кого се прифатливи овие определби што се тука наведени во платформата, ние сме отворени за соработка. Така, можно ли е во иднина да се очекува обединување на сите помали политички партии во еден трет политички блок, кој што би бил сериозен ривал на двете најголеми политички партии во моментов, СДСМ и Па јас не сум многу така поборник на тој термин трет блок, тоа е така за мене повеќе некоја излитена фраза, бидејќи на Македонија едноставно и треба не втора, трета, неко прва опција и единствена македонска опција за бидејќи ние гледаме дека 30 години Македонија оди во една надолна линија и веќе го допре дури европското дно и сега што е најстрашно на страна тоа економско дно, него најстрашно е не избриша како македонци. Така што значи ние сега работиме во идниот период да кажеме како што кажав имаме некои така најави за соработка не само со партии, него и со здруженија, исто така е да спомнам дека покрај 42 општински комитети ние ланската година бевме во Швајцарија, таму формиравме наш задграничен комитет, имаме контакти и сега и во Германија, така што бидејќи нели листак има и за дијаспората, за избор на тројца пратеници од дијаспората, така што ние сме значи отворени за соработка, али врз основа на овие принципи. Тука повеќе сме тие така патриотски здруженија со кои би соработувале, бидејќи во Македонија некаде од има околу 57 политички партии, од кои што 37 се македонски, околу 27 се на националните малцинства и од тие 30 ако земете горе-доле сите се набутани во коалициите на ВМРО и на СДСМ. Така што тие неколку партии кои што се решени за самостоен настап, за соработка врз основа на платформа, врз основа на овие идеи, на овие определби што ние ги промовираме, значи ќе следат тие разговори, тоа очекуваме некаде после нова година да има некои такви активности. Какви се вашите очекувања од предвремените избори?
резултатите? Па ние ќе се однесува од аспект на наша партија, јас кажав дека ние сега очекуваме една бројка на пратеници која што ќе покаже како може да се работи за националните и државни интереси во собранието. Сега ако прашањето е контекст кој бил се повеќе пратеници, дали ВМРО, ДПМН, дали и СДСМ, тоа е многу не е битно за македонскиот народ, бидејќи во суштина ако гледате, тоа се две можеби и не личат на посебни партии, тоа се две страни горе-доле на една иста појава, на една иста партија со исти определби, бидејќи ве како што гледате, кај оди Заев во Брисел, по него оди и Мицковски во истите канцелари, кај истите луѓе во ова. Исто така и за ВМРО ДПМН, како што гледаме, нема јасни определби дека ќе ги поништат овие договори, тиранската платформа, двојазичноста. Така што значи они се исти и двете партии, така што ние очекуваме сега еден налет на тие сили политички, национални и патриотски кои што се залагаат за овие определби. Значи да се ова се што се случува зло на Македонија да се поништи, ако што кажав тоа е реално изводливо. Значи само треба да дојде на храбра власт со визија која што ќе има храброст, решителност да го направи ова. А ние за жал во овие 30 години немаме такви власти, имаме едни марионетски власти кои што слепо им служат само на странците, а од друга страна гледате странците ги наградуваат. Секој наш политичар овие 30 години влегува како обичен граѓанин во власта, излегува како најголем капиталист, не му прават ништо бидејќи еве сега ако се слушнали во сите овие афери во Македонија, НАТО не го интересира. Цело време устите им беа полни демократија, корупција, човекови права, едноставно не го интересира тоа, НАТО само бара марионети. Верно да му служат, да ги спроведуваат нивните погубни политики за Македонија и толку. Затоа ние сме цврсто решени овој пат и не е претерано, како што кажав на почетокот, дека ова можеби е последната битка за Република Македонија. Господине Златковски, да се навратиме малку на Куманово. Кажавте сте роден, живеете во Куманово. Задоволени сте од животот во Куманово, од инфраструктурата, проектите кои што се реализираат, економијата во градот? Да, Куманово, најголема општина во државата, нормално и со најголем број на гласачи. Дури 5,13% од населението живее тука во Куманово. Што може да се каже за Куманово? За овие 28 години, откако Македонија стана своја суверена држава, е интересно што покрај тоа што сме најголема општина, ние сме единствена општина во која што никогаш немаше промена на власт. Значи, цело време едната иста партија е на власт, СДС. Ни една друга партија, ни приближно, дури и ВМРО, кога беше најмоќно, во периодот од 2008 до 2011 година, 12 не успеа да најде некој кандидат кој што ќе може да се спротистави на кандидатите на СДС. И СДС веќе што се владее во Куманово. Тоа доведе до една слика за Куманово дека тука промените не се добре дојдени и дека луѓето повеќе сакаат да живеат во едно статус-кво општество. Затоа немаме апсолутно никаква инвестиција во Куманово. Приказките за слободните зони во Куманово паднаа во вода. За какви слободни зони зборуваме? Луѓето од очај што мора да направат? Мора да заминат на работа во воени зони, да се го ризикуваат својот живот, за да можат да ги обезбедат своите семејства. Па и јас сум еден од тие што беше на работа во такви воени зони. Покрај тоа, во Куманово се случи една невиден грабелизам. Значи, она што го рековме, дека всушност ние никогаш немавме демократија, туку една клептократија и ништо повеќе од тоа. Големи гиганти, фирми како ЧИК, како Кирофета, како Искрен инженеринг, Кен, Житомел, сите пропаднаа. Сите некако на некој начин или беа распарчени, или големите моќници ги лапнаа за безпари. Имаме таму една колумна напишано како еден од транзицијските олигарци што се јавија во Македонија успеа за 0 денари да дојдат до 100 милиони евра. Куманово не е, за жал, ништо поразлично од сето тоа што е напишано. Луѓето останаа без работа, останаа надвор на семејствата не можаа да ги прехранат.
останаа технолошки вишкови и што е најинтересно, баш тие луѓе што останаа без работа, баш тие технолошки вишкови, формира своји издруженија кои што му дадува поддршка баш на таа партија што сега е на власт во Куманово, но и во Македонија. Значи истите луѓе што беа избркани од тие луѓе го даваат глас за истите луѓе. Неверојатна работа, мислам. Што се случи? Се случи едно нешто што луѓето во Куманово, но и во Македонија, не може да се отргнат од онај клиентелистички пристап кон работите. Значи ги гледаат партиите, политичките партии како места каде што ќе можат некако на некој начин да се изгребат за некоја платичка, работичка и да буквално се стават на располагање на тие властодржци, на тие елити. Затоа ние гледаме дека апсолутно ништо од сето тоа тие што го рекува не го исполни. Што имаме направено во Куманово? Гледате каков дуп имаме? Си го менуваат така како што им одговара. За градежната мафија градат што прават, кога сакат, што сакат, сечат дрва кога сакат, што сакат. Куманово стана еден од најзагадените градови во светот. Дури полошо стои од Скопје. Скопје го има, нели, на тие места затоа што е главен град, но Куманово е уште позагаден град и од Скопје. И што направија сите овие луѓе што едните исти се на власт 30 години? Апсолутно ништо. Гледам еден смешен една обиколница, што е тоа? Ја не знам тоа на што треба представува да влезат во Куманово. Регулиран беше сообраќајот, нешто се изведе, она што некои би го направиле за 3 дена се правеше 3 месеци. Ми имаме направено еден кеј и толку. Покрај тоа сме рекордери и како најзадолжена општина во државата, која што можеше да биде, нели, отплатена од владата, сите долгови на Куманово да бидат простени со една, нели, финансиска инекција од владата. Нема така, веќе ништо не може, не можеме ние веќе така, нели, да обстоиме. Едноставно, што мора да се случи? Мора да се случи тотална промена во размислувањето на луѓето и баш и во разговорите со кумановците се гледа дека имаат навистина симпатија спрема Единствена Македонија и гледаат дека Единствена Македонија е таа партија која што може нешто да направи. Бидејќи нудиме нешто ново. Бидејќи честноста и образот се на прво место. Луѓето кои што се и членови, кои што се симпатизери, кои што доаѓаат на состаноците и кои што се среќаваме со разговорот, гледаат дека не сме сите исти. Не можеме сите да бидеме исти. Не можат криминалците веќе да владаат со оваа држава. Бидејќи дојдоа до степен да веќе не сме ни држава, туку да не прогласат за една обична безимена територија, некоја хибридна творевина. Значи, кумановците нема да бидат надвор од овие текови, не смеа да бидат од овие текови и мораме едноставно да направиме промена во начинот на размислување на македонецот и локално на кумановецот. Бидејќи, пак ќе повторам, ние сме единствена општина која што никогаш нема променето власт. Неверојатно. Неверојатно нешто. Господине Бачев, како професор по меѓународно право, појаснете ми, постојат ли правни меѓународни механизми со кои што може да се избори враќање на името Република Македонија? Па ова сега што се случи со договорот со Грција само не отежнува бујден се смисла работата, инаку немаше потреба да се случува тој договор бидејќи Македонија направи стратешка грешка уште со појавата на проблемот на името во 90-та година, кога во овие 30 години единствено го промовираше политичкиот пристап за решение на името преку добрите услуги на генералниот секретар, преку неговите медијатори, најпрви Сајро Зуенс, па после нели Метјо Нимец. Иако јас на оваа тема беше и мојата магистарска тема и мојот докторски труд, значи покрај политичкиот ангажман, јас и на научен и на личен план ја водам таа битка за името и тоа што во мојата докторска дисертација јас образложив 4 меѓународно правно
признати механизми да го префрлиме проблемот од политичкиот на правниот терен преку Обединетите нации да се врати името. Меѓутоа сега настана нова ситуација, склучен е договорот за промена на името и како што кажав сега па што е охрабрувачко за Македонија, зашто викам уште не е ништо готово. Значи има пак Виенската конвенција дава така меѓународно правни основи и ја пропишува постапката како може да се поништи еден меѓународен договор. И пак се вратам, значи ова што кажува Заев дека договорот е завршена работа, е лага. Овој договор, како и секој договор и приватен договор, како се случува, така може и да се поништи. А овој договор има правни недостатоци според Виенската конвенција. Значи таму јасно е кажано дека дури ако се повреди императивна норма од повелбата на Обединетите нации, по автоматизам едната страна може да извести другата страна дека го поништува. Значи има меѓународно правни основи, има конкретно пропишена постапка со меѓународното право и значи сега само останува да дојде една власт која што ќе има храброст со определба да го поништи тој договор со Грција и јас верувам дека после овие избори ќе дојде нова народна власт која што ќе му стави крај на овој договор и ќе ја врати таа претходна состојба, а после како што кажав фокусот ќе го насочиме во Обединетите нации, таму постојат меѓународно правни механизми, дури големо зло направивме ние со овој договор, преку 140 земји нема признато под уставното име, им удревме силен шамари на тие земји кои што не почитуваа како македонци, не го признаа името. Така што со еден збор, значи ова нова легална власт која ќе дојде, ја верувам дека дел од неа ќе биде единствена Македонија, ќе ги исправи сите тие неправди, сето тоа зло што го направи оваа марионетска власт купена и контролирана од странски центар. Започна судењето за еден од, би рекла, најголемите скандали во државата, случајот Рекет. Двајца од обвинетите не ја призна вината и кажа дека својата невиност ќе ја докажуваат по правен пат, по судски пат. Еден од нив призна дека сторил кривично дело. Каква правна завршница очекувате од ова судење? Па јас себе таму на нашата што е ова, како ја викаат, Facebook страна, нели, таму ја бев пријатно изненаден кога во партијата таму закачи едно видео, едно моје гостување пред 4 години на веќе непостоечката ТВ Нова, нели, изгасна таа телевизија, каде што таму во тоа видео кажувам дека фактички некои работи што се актуелни во моментот, дека Катица Јанева е правно неписмена во тоа време, дека она ќе заврши неславно и таа проценка сега гледам денови и се остварува, бидејќи гледате како заврши. Тоа излезе еден циркус, тоа специјално јавно обвинителство. Меѓутоа сега тука многу се дига фама кои се инспираторите, извршителите, организаторите. Значи тоа е малку, можеби помалку битно е сега што гледате вие како што тие главните кои што натрупаа големи богатства од позиција на власт и за времето на ВМРО-ДПМН во тие 10 години, гледате сега од обвинети стануваат и жртви во целиот овој процес. Иначе факт е дека овие двајцата, Катица Јанева и овој Боки Јовановски, факт е дека не можеле тоа сами да го прават без поддршка од власта. Меѓутоа тука треба, значи, една комплетна расчистување на овој случај. Не може сега гледате, да кажем, овој директорот што е на Орка, што го нудил подкупот, не може сега да се иземе од случајот, а во тоа време Орце Камчев заедно со неговиот ментор Мијалко фактички ја купија цела Македонија за без пари. Направија тие огромни богатства и гледате без око да му трепне, се раствара со милиони евра гаранција по судовите. Така да тоа беше еден убаво смислена концепција. Сега кој му ја смислил на Орце Камчев, не е он толку паметен да го направи ова, бидејќи гледате фактички он е главниот мозок на оваа операција. Он ја пушти пред 5-6 месеци кога требаше да излегува во притвор, понуди фантастични 15 милиони евра гаранција и тоа беше фактички мамката на која се налепија. И они знаеа дека тие 15 милиони овој не ги заработил со пот, него му дошле како поклон и така наседна на таа мамка и потоа веќе тргна таа. Сега се спекулира дека тоа странски служби го организирале снимањето, рекетот, парите. Меѓутоа, јас сум скептичен дека ќе има правна завршница во смисла не да се осудат, него да се расчисти со целиот тој криминал, да се вратат парите на народот, да се конфискува и да се одземе нелегално стекнатото. Тоа е суштината. Џабе ако да по затвори ако им останат парите на сите овие. Гледате тој бројчаникот на Заев во центарот на Скопје трокира, зараѓа, нема ништо, а го постави таму, викаше дека ќе бидат одземени милиони. Дури Заев се фалеше кога беше во опозиција, викаше, да го цитирам, во тоа време, викаше полни се како брод, украдал 5 милиарди. Фамилијата на Груевски, гледаме дека сега како дојдоа и они на власт го прават истото. Значи тоа се две структури
тоа се повеќе можеби ви налигуваат на злосторнички здруженија и затоа македонскиот народ на овие избори мора да расчисти со сето тоа. Владата даде зелено светло за автентично толкување на законот за помилување. Според владата, одлуките за помилување на поранешниот председател Ѓорги Иванов немаат правна основа. Може ли еден краток коментар или ваш став? Тоа значи Македонија се бламира на отворена сцена. Да водите вие таква полемика за прилично јасни чисти работи, што е помилување, што е амнестија, како тоа пропишано за закон, меѓутоа сето тоа сега е некој циркус, така длабоко политизирано, како што зборувавме и за пописот, од обична статистичка, длабоко политизирана операција, исто се случува и ова, и на крај ќе излезе пак државата, ќе ги плаќа тие штети, бидејќи видовте овие 20 бегалци што се во Грција таму, во судот во Страсбург досудил имал некоја судска практика во која што кажувала дека тие аболиции се легални во времето и грчкиот суд им го прифати тоа и им даде азил, така што сега можеби ако се влече некој заклучок, некоја аналогија од тие случаи, значи ќе излезе на крај дека пак ќе се враќаме на таа положба, сега собранието прави напори со тоа автентично толкување таму. Меѓутоа ќе се сведе сега на таа дневна политика, тоа ќе се експлоатира за време на изборите и ќе биде една добра забава за народот, ти знаете се, на народот од време на време му треба помалку романтика и они ќе се забавуваат со сите тие работи, иако работи се јасно од законски и од уставен аспект како тоа треба да изгледа, меѓутоа во оваа држава ништо не е нормално кога не функционира со сопствени институции, со сопствена процедура, гледате сите овие власти спроведуваат некои туги агенди, така што реално да се очекува, значи како ќе им дошет на странците, така е да одлучуваат и во овој случај, бидејќи гледате се, овој скорешниот амерички амбасадор што туку се замина, овој Бейли, излегуваат сега веќе докази, слободно се шетал по нашите судови, ургирал за пресуди, ургирал кај суди, така што и ова нема да биде некоја автентична завршница согласно македонските правила, туку ќе биде резултат на тоа како ќе им дошет над странците. Господине Златковски, пред самиот крај на емисијата, што е она што би им порачале на кумановци и воопшто на граѓаните на нашата држава во пресрет на предвремените парламентарни избори? Зошто да ја подржат единствена Македонија? Веќе во емисијата на неколку наврати рековме што е единствена Македонија, дека ние сме единствена, не само по името единствена Македонија, туку единствена и со нови заложби, единствена за македонско национално ткиво да се еднаш за секогаш да се екипира и да биде единствено во некои погледи. Значи, што гарантираме ние? Некако празна флоскула, туку навистина го мислиме тоа и сме одлучни да го направиме, да бидеме вистинска правна држава. Бидејќи без владењето на правото не можеме ни да зборуваме за држава. Веќе бевме, начнавме темата претходно, каде што се обидуваат некако на некој начин законодавната власт да врши притисок врз судската власт. Всушност ние и немаме вистинска поделба на властите во Република Македонија. Тоа како да е едно те исто ткиво, едни исти луѓе, едни исти фамилии, па дури има многу интересни така податоци кој како со кого фамилиарно, политички или бизнис е вржан. Судиите се однесуваат како на некој вид повеќе како бизнисмени отколку како суди, исто како и обвинителите. Имаме вечни парламентарци, имаме тотално неписмени луѓе во владата. Сето тоа ќе престане. А ќе престане кога единствена Македонија ќе дојде на власт. Сеедно, дали ќе биде тоа, не е баш сеедно, но дали ќе биде ова на овие избори, кога ќе имаме доволен квантум на гласови да можеме да направиме своја собраниска претеничка група, каде што ќе се чуе гласот, така да со текот на времето и се надевам не полого од 4 години, бидејќи ми е страв дека за после 4 години дека Македонија нема ни да постои како држава, доколку овие исти луѓе останат на власт, да ние го направиме она што треба, а тоа е Македонија да ја вратиме на изворните, асновски и линденски принципи
и да ја направиме на вистина пристојно место за живење. Господине Бачев, која е вашата порака до граѓаните? Па еве ние нели начнавме повеќе теми во вечерашнава емисија, зборувавме за тековни нели овие за рекет, за дали е законска, незаконска аболицијата што ја дал Иванов. Тоа во една нормална држава институциите треба да се го решат како што треба, меѓутоа тоа не е суштинствено. Битно е сега, значи, ние мора да се ја вратиме државата назад во сопствени раце, бидејќи ние може да имаме прекрасна економија, може на народот да има убави плати, да има убав стандард, се. Меѓутоа се е тоа џабе ако државата се сруши, сите ќе не затрупа во неа. И тогаш на кој ќе биде таа благосостојба, таа економијата? Значи ние мора сега суштинствено е да ја вратиме државата назад, да ги поништиме сите овие антимакедонски акти и ние нашите определби ги кажавме. После економијата лесно е, само треба да има честно и честити луѓе. Светската наука, светската економска наука ги дала моделите како се развива една држава, како треба да се развива економијата. Значи само треба, вие во овие 30 години гледате во Македонија испумпани се некаде украдени преку 15 милиарди евра. Значи тоа не е проблем. Науката се погрижила да ги даде сите тие решенија за развој на наука. Меѓутоа ние мора да се ја вратиме државата. Ние ги дадовме нашите определби во платформата, ги кажавме и исто така тука се заветивме дека ќе ги оствариме, ги даваме аргументи дека се остварливи и сега ние со еден збор кажано како единствена Македонија, ние се го кажавме нашето. Сега на потек е народот. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Остана уште теми за разговор, но се надевам во некоја следна прилика, нели ќе имаме можност да поразговараме повторно и на останатите теми. Благодарам ви на поканата. Благодарам. Тоа беше се за вечерва, но вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.